Политички монтиран случај, тешка и грешна квалификација на делото, за кои се обвинети учесниците на случувањата на 27 април. Со овие зборови поголемиот дел од бранителите во своите воведни говори го класифицираа предметот за настаните во собранието. Екс-директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков во својот воведен говор истакна дека како директор максимално професионално и со интегритет ги извршувал службените обврски. Понасилниот влез во собранието, поради неодлучноста, пасивноста и збунетоста на раководителите на терен, лично јас во 19 часот ја презедов командата и телефонски ја координирав консолидацијата на полицијата. Рече Чавков и додаде дека во меѓувреме отишол во штабот на МВР. Речи се сите бранители ги дадоа своите воведни говори, освен одбраната на Горанчо Ангеловски, која напушти судницата и го повлече полномошното, бидејќи како што кажа, немал доволно време за да ја спреми одбраната. Тој истакна дека за ова ќе го информира комесарот за човекови права на Советот на Европа. Јас не можам да бидам соучесник во еден процес каде што еднаквоста на оружјата и сите принципи цивилизацијски за заштита на човекови права се кршат. И од таа причина денеска јас го отповикав моето полномошно на мојот клиент и сметам дека судот прави една страшна грешка со тоа што не дозволува да се спреми одбраната на мојот клиент. Сакам да потенцирам дека ова е пракса на судот во Страсбург. Значи јас им потенцирав на судот дека предметите кои се против Австрија, против Белгија и против Ерменија, а кои започнуваат со кан против Австрија, се апликативни на предметот кој денеска и она што ми се случи мене во оваа судница. Збор земаа и дел од претениците кои се обвинети за овој случај. Крсто Муковски и Сашо Василевски истакнаа дека се невини и дека не се познавале со никој од обвинетите кои се припадници на МВР или учесници на иницијативата за заедничка Македонија, па со самото тоа обвинението паѓало во вода. Адвокатот на Борис Дамовски, Рубин Дворјаков, посочи дека во обвинителниот акт има наведено само едно действие – држење говор со наратив за неговата земја. Тој посочи дека откога ќе се видат сите докази ќе се утврди дека неговиот клиент е невин. Се надевам на ослободителна пресуда за сите, истакна Дворјаков. Судењето продолжува во понеделник, инаку судиката закажа вкупно 37 термини за главна расправа. Првите денови ќе се користат за воведни обраќања на адвокатите на сите обвинети кои се товарат за делото терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, за настаните на 27 април минатата година.